Во Штипската населба Железничка интензивно се спроведуваат активностите за организирање на 35-та поред манифестација Василичарска вечер, со палење на непознатиот празничен оган во државата, придружен со бројни други активности кои во себе ја носат вековната традиција. По што оваа традиција на палење на Василичарскиот оган и празнување Василица е поразлична од останатите во Македонија? Различно е по тоа што секогаш кај нас доаѓаат многу луѓе и познат подаваме секогаш сендвич и даваме има топол чај, топла ракија, ќе има вино, така за сите многу гости, има посетители доаѓаат од сите страни и од државата, поготово мештаните од град Штип, сите луѓе се поканети да дојдат да присуствуваат на оваа манифестација, бидејќи треба да се одбележи традицијата да продолжи. По кој пат се организира Василица во населба Железничка? Населба Железничка организира по 35 пат се организира оваа година, бидејќи традицијата мора да продолжи со Василица и така. Која е годинава кумот? Годинава е кумот мештан од нашето село, тука од урбаната заедница Филип, и он има задача да си донесе тоа погача, вино и така. Другото е наша организација на урбаната заедница. Кои се гости се очекуваат на утрешното празнување? Гости ќе дојдат од владата Стефан Андонов, министер за информатичко општество, и Драган Ковачки, пратеников ќе дојдат утре. Тука ќе бидат удостоени со наше присуство и они ќе гостуваат што ќе дојдат. Тоа опфаќа Василичарската традиција за одбележување на Василица, односно Стара Нова година. Ние имаме обичај сега вечерта ќе се пале у 6:30 ќе се пале огино, ова ќе се има отварање на програмата, после у 6:50 се у 18:50 ќе се крше славскиот когач, славскиот колач и у 19 часот ќе се пали сурварскиот оган. Ги покануваме сите жители кои се во можност, сите луѓе од цела република да дојдат да не удостојат, ќе има чај, топла ракија, како што напоменав, секој што традицијата да продолжи.